работилници за здраво готвење и едукација. Верувам дека многумина од нас се некако се во трка со времето, а сакаме да се храниме здраво. Па токму за тоа нутриционистот Антонио Вилковски направи и работилници на кои што може да се присуствува и да се научи како да си подготвиме здрав појадок или здрав ручек, а тоа да биде секако брзо и да не ни одземе многу време. Ова утро ние заедно со нутриционистот Антонио Вилковски ќе подготвиме еден таков оброк, но и ќе слушнеме повеќе за тоа што се сочинуваат работилниците. Антонио, ќе ти посакам добро и убаво утро. Она што е интересно и важно, она што се случуваше во изминативе неколку недели, се секако работилниците кои што ги организиравте токму во ова место. Од што се инспириравте и како дојде потребата за да се направи еден ваков тип на работилници? Инспирацијата ми е од клиентите со кои работам. Најчесто е муабетот, немам време за готвење, порачувам. Порачаната храна не е нешто страшно, готовата, меѓутоа некако премногу се отиде на тој начин на исхрана. И затоа сакав со работилниците прво да направам една мала едукација, да покажам на луѓето дека има доста заблуди во однос на исхраната, тоа ми се главните адути со предавањата, а потоа и да составуваме оброци кои не бараат нешто голема подготовка, не бараат нешто премногу вложување или некоја умешност во кујна, а при тоа да се хранливи и да се брзо подготвени и едноставно да немаме оправдување, или да речеме зашто прескокнав оброк или зашто јадев нешто што и да е, а не нешто хранливо. Така, што сочинуваат работилниците? Подготвувате здрави, брзи оброци и тоа неколку во текот на таа работилница, па што се случува за време на работилниците? Вака, прво јас почнувам со едно кратко предавање, не е нешто многу долго, при тоа гледам да е доста информативно тоа предавање и нормално со прашања сето тоа завршува, но прашањата остануваат и во текот на целата работилница додека готвиме, додека се дружиме, за се што ги интересира луѓе во врска со исхраната. Потоа преминуваме кон подготовка на оброци, подготвуваме 3 оброци што генерално би требало да бидат за доручек, ручек и вечера, да речеме, така е некако замислата. Поделени се учесниците на 3 групи, сите подготвуваат различен оброк, другите следат што е тоа, сите си ги добиваат рецептите како да може дома да си ги направат. Така што се работи доста тимски, кој сака од другите групи може да помогне, меѓутоа гледаме да биде некако сите да го разберат тој рецепт што се подготвува, објаснувам зошто се тие состојки употребени, која е позадината во составувањето, концептот на составувањето на тие оброци. На некој начин едукацијата продолжува и додека ги подготвуваме оброците и на крај се разбира дегустацијата, односно сето тоа што ќе се подготви мора некој да го изеде, нели? Затоа сме тука, така што јас секогаш викам тие што доаѓаат на работилниците треба само да се со желба за знаење и да се гладни кога ќе дојдат. Тоа е многу битно. Да, за да можат се да вкусат, секако подобро вкусуваме кога сме гладни, него кога сме најадени. Како реагираат на луѓето кои што досега беа дел од работилниците? Какви се нивните коментари кои што ги даваат? Јас мислам дека исподелив некои од коментарите. Прво, кога ќе речем дека ќе се почне да се готви, сите се онака малку исплашени што ќе биде сега готвењево, а реално за тие рецепти да се направат доволно е само да се знае да се сецка и ништо повеќе. Прво настапуваат малку срамежливо, па после кога ќе се опуштиме со готвењето, дури на крај се склучуваат и пријателства, се разменуваат телефонски броеви, дури некои од тие што беа учесници на претходните работилници ме прашуваа кога ќе бидат следни на друга тема, со други рецепти. Така што мислам дека и тие што ќе дојдат со мала сомничавост на почеток како ќе си поминат, ќе сватат на крај дека се добро поминати некои 2 часа заеднички.
Да, верувам дека си одат со многу импресии од дома и се видат ништо тешко не е ова, само треба некоја можеби претходна поголема подготовка, нели, односно да се отиде во набавка, да ги имаме нели намирниците кои што се потреби. Она со кој што ќе ја почнеме еве новата сезона можеби се и токму тематски работилници кои што планираш да ги правиш. Да, значи прво само да спомнам да купувањето е фактички најтешкиот дел во целата таа работа со снабдаците на мирници. Другото кога го имаме дома е веќе многу едноставно. Да, инспириран сум баш од овие работилници дека би требало и нешто тематско да се направи понатаму. И тоа го планирам од септември натаму да правам, да речеме, за луѓе што се со специфични, да не речем заболувања, ајде со некоја нарушена здравствена состојба. Прво би почнал со инсулин резистентност и тоа планирам да го правам како работилници или како еден вид курс. На тие луѓе ќе им треба малку повеќе внимание, па можеби ќе биде поделено во неколку денови, недели, тој курс или таа работилница, ќе видиме како ќе биде испланирано, меѓутоа тие ми се следната цел, а овие општите се остануваат и понатаму затоа што некако највеќе имаат ефекти и всушност најголем дел од луѓето сакаат тие да ги следат. Да, што ќе подготвиме ние ова утро, еден така здрав, брз, лесен појадок, може да биде нели оброк и за ручек, што ќе имаат можност еве гледачите да научат ова утро од вас. Ова е еден од сендвичите, значи правиме различни оброци, сега конкретно сендвич, затоа што сендвичите некако најлесно може да се однесат на работа, нели, наутро да се склопат на брзина или од претходниот ден и да се однесат на работа. Најчесто луѓе ми викаат не можам друго нешто да јадам, мора нешто посуво да биде кога одам на работа, па сендвичот е тој што еве нели ќе заврши таа работа. Ќе го направиме со намаз од наут. Е така, значи наутот е многу едноставен затоа што може лесно да се испасира и да се направи намаз. Значи не мора наутро додека сите спијат да вклучуваме блендери и да речеме да ни биде незгодно дали дома како ќе да ни ги разбудиме сите. Ќе си направиме еден намаз, јас го пасирам наутот за полесно да се пасира, ќе му додадам и сок од лимон или за повеќе вкус, ќе додадам и зачини на сето ова, само да додам лимонче. Ево вака, не мора премногу. Значи, да, доста луѓе ќе ги потсети можеби на популарниот хумус. Да. Јас нема да го пасирам сега премногу затоа што ќе направиме само еден сендвич, еве само еден дел ни е доволен. Во овој ќе додадеме и зачини. Еве може малку сенф да додадеме во ова комбинација. Нормално сол и црн пипер, кој како си сака, може да се додаде и луд сос. Јас не преферирам во доручекот луд сос, меѓутоа тој што нема никаков проблем со дигестија може нормално да се искористи такво нешто, и лук во прав или свеж лук може да се додаде. Нормално дека за на работа може да се скокне овој дел. За дома тоа е исклучиво. Ќе го измешаме и веќе добиваме еве структура баш како за намаз. Еве уште некое зрно. Па и да остане некое зрно цело, не е ништо страшно. Да. Посебно наутот што е купечки од тегла, многу лесно се пасира. И јас обично им викам на луѓе што немаат време баш таков да користат, затоа што прво не е во лименка, го има сега насекаде во тегли, значи доста по-безбедна варијанта е, а и веќе го имаме готов дома. И сега на лепчето како остава можеме пак да намачкаме еден слој тука сенф, може да се намачка например од она охридско макало што е со лук, нели пак ќе речем тој дел доколку не сме на работа. Ако сме на работа тогаш го изоставуваме. Ќе го намачкаме намазот на лепчето, тоа ќе ни биде основата. Ќе за нели повеќе протеини уште рано наутро, за да можеме нели за да имаме подобро чувство на ситост, ќе додадеме и јајце, пржено или варено не е битно. Ако е пржено да не е на премногу масло, тоа само да потсетам. И јас секогаш сакам во оброците на некој начин да вметнам зеленчук на кој било начин, дали динстан, свеж зеленчук, како и да е. Овде имам избор од
она што е сега сезонско, значи домат, краставица, пиперка, може да речеме да се издинста пиперка со спанеќ па да се додаде, нели, не е битно. Јас кажувам како го правиме ние на работилниците како брза варијанта. Еве ќе додадеме домат, имаме неколку краставички, нели? Може и посебно да се направи салата со сето ова, да, пиперката да не ја заборавиме. Еве неколку кругови пиперка. Ќе додадам и малку рукола, да имаме и зеленило, и со тоа веќе сме го составиле оброкот, односно сендвичот, како доказ дека не мора, еве, веќе го имаме сендвичот, да, како доказ дека не мора да се крчка некој јадење 2 сати, па за тоа да ни биде причината зашто не сме имале здрав оброк. Ова е една сосема добра комбинација за да се однеси и на работа или да речеме дома да се изеде додека се подготвуваме за новиот работен ден. Да, еве се уверивме и ние и гледачите дека навистина многу мала подготовка, многу малку време е потребно за да сепак да имаме нешто што е свежо направено, здраво, нутритивно богато, секако и протеински, а не дека треба нели нешто премногу време да седиме во кујната и да готвиме за нешто да биде здраво, за да го прескокнеме оној да кажеме нездрав и многу калоричен појадок стандарден кај нас, пeciво или пак бурек. Што е она што највеќе ве инспирира кога ги создавате оброците? Па, искрено, прво одам од тоа колку се хранливи. Затоа што сепак составувам и програми за исхрана и многу ми е битно да има секој оброк да е богат, нутритивно богат, значи да има доста хранливи материи. Второ што секако го спомнав и претходно е да се брзи и едноставни. На почетокот се сеќавам кога почнував како нутриционист, мислев дека сите ќе сакаат дома да готват по 2 сати, по 3 сати, па давав рецепти некои сложени со еден куп состојки. За подоцна сватам дека луѓе сакаат се наједноставно, сакаат само практично да научат, нели, како да се хранат подобро, без премногу да биде тоа комплицирано. Значи се ориентирам секогаш од работата со клиентите, тие ми се инспирација и пак ќе речам, хранливи и брзи оброци ми се секогаш најбитните критериуми кога составувам нешто како оброк или односно како рецепт кога сакам да го промовирам и на социјални медиуми, а и кога го вклопувам во програмите за исхрана. Да, такво и времето дојде на нели некако се е брзо, па сакаме брзо да се храним, односно брзо да ја подготвиме храната. Продолжуваат и понатаму нели со работилниците, како можат луѓето да се пријават, веројатно оние кои што сите ве следат и ве знаат нели каде да го направат тоа, но како тече пријавувањето пред работилниците? Може или на мојот вебсайт ajdedajademe.com, има дел услуги и работилници, или ако на него е многу сложено, може слободно да ми пише на некој од социјалните медиуми. Најчесто сум присутен на Инстаграм, меѓутоа нормално одговарам пораки апсолутно секаде, и на TikTok и на Facebook, кој каде ќе ми пише. И таму ќе му објаснам како оди целата процедура, не е ништо тешко, значи пријава со уплата, тоа е фактички резервација, се доаѓа тука и после се дружиме. Верувам дека ќе инспирираме уште многу луѓе да почнат здраво да се хранат, здраво и брзо. Ќе ви се заблагодарам за одвоеното време. Мило ми беше што успев на овој начин да ги спромовирам работилниците и баш фала за поканата.